Во студиото на Телма ова утро е Сузана Киранџиска, раководител на проектот на УСАИД со читање до лидерство. Следниве минути ќе дознаеме што поточно значи тоа. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. И првото всушност прашање е кои се главните цели на овој проект? Што всушност значи проектот со читање до лидерство? Па главните цели е најпрво да се проценат, а потоа да се подобрат јазичните и математичките способности кај децата, да се подобрат и педагошките вештини на наставниците за подобро работење со децата, за да можат овие способности на децата да бидат секогаш во секое време се подобри и подобри, како и да ја зголемиме свесноста кај сите, кај целата заедница за важноста на писменоста и математичката и јазичната писменост. Така. За кого се е наменет овој проект? Со кого се соработувате? Па, проектот е наменет всушност и за децата и за родителите, меѓутоа и за наставниците, бидејќи ние преку родителите и наставниците всушност влијаеме на тоа да се подобрат јазичните и математичките способности кај децата. Работиме со сите училишта во Република Македонија. Најпрвин проектот всушност започна да работи само со 60 училишта, меѓутоа по тоа побарање на Министерството го проширивме проектот во сите основни училишта во Македонија и работиме со децата од прво до трето оделение, односно со наставниците кои што работат со овие деца. Може ли малце попластично да дознаеме како изгледа тоа? Како изгледа таа работа? Како изгледа целиот овој проект? Па најпрвин правиме проценка на јазичната и математичката писменост кај децата. Со некакви тестови? Да, тоа се работи со помош на таблет компјутери. Добро. И тоа е всушност интервју со децата. Децата тоа го сваќаат како една обична игра, бидејќи не нашата цел нашата цел не е да ги оценуваме ниту децата, ниту наставниците, туку напротив сакаме само да видиме која е состојбата, реалната состојба, а потоа да можеме да одбереме начини и методи со кои што ќе можеме да влијаеме да се подобри ситуацијата. Децата имаме тестови кои што се подготвени заедно од работните групи и за математика и за јазик, и за македонски и за албански јазик и се прави проценка на брзината на читање, на разбирањето на тоа што го има децата начитано. За математика исто така се тестови практично задачи кои што децата ги тоа се задачи кои што се изведени од наставната програма на децата од прво до трето оделение, односно тестирањето се прави со учениците од второ и од трето оделение. Добро, и какви се резултатите ако треба да се мериме со со некои други земји? Може ли таква проценка да се направи? Па всушност на тоа како сме? Дали сте задоволни всушност од всушност целиот овој проект е започнат заради тоа што Македонија на интернационалните тестирања покажуваше доста слаби резултати. Истражувањето PIRLS, кој што се однесува на мајчин јазик, иако Македонија има само 2 пати учествува на овие надпревари, покажуваат на овие проценки се смета дека Македонија има доста понизок резултат од она што е најниската долна граница. Значи, ако 500 е скалата, во Македонија резултатите биле околу 420 бодови, така што всушност децата во Македонија, она каде што покажуваат најслаби резултати е разбирањето на она што го прочитуваат. Значи, они може да го прочитаат, меѓутоа кога ќе почнете да им поставувате прашања, ти одговараат многу точно на оние што се фактички прашања. Меѓутоа кога ќе се побара од нив мислење, кога ќе се постават и отворени прашања, тогаш децата не можат да дадат одговор. Немаат одговор, да. И сега кога треба да ги очекуваме резултатите, да речеме, или кога треба да ние сега само што направивме, сега само што направивме студија во мај, беше направена студијата во проценката на резултатите во 103 училишта. Сега во моментов се обработуваат резултатите и тие би ги знаеле негде од септември. Потоа тие резултати ги презентираме пред самите училишта, индивидуално им ги доставуваме на училиштата, бидејќи како што кажав, нашата цел не е да ги рангираме кој е подобар или полош, туку напротив тие самите да знаат докаде се децата со нивните јазични и математички способности и ги презентираме исто така пред образовните институции за да можеме заеднички да направиме некаква стратегија како да се работи за да се подобрат овие вештини. Добро. Тогаш од каде потребата за ваков проект веќе кажавме од каде. Така, одговоривме на тоа прашање, добро. Во какви се активности се вклучени наставниците во овој дел сега да кажеме, нели? Тоа е децата ги споминавме, но наставниците се оние кои што одат на некакви дообуки или што се? За наставниците
правиме обуки, меѓутоа најпрвен правиме проценка на нивната потреба за обука. Бидејќи во последниве години многу проекти се реализираат во нашиве училишта, некои од тие проекти точно и се однесуваат и на јазики, на мајчин јазик и на математика, и бидејќи ние не сакаме да се повторуваме со она што веќе е направено, ние направивме една анкета за тоа кои се нивните потреби. Меѓутоа, она што е малце поспецифично е дека во самите училишта ние формираме заедници на учење, бидејќи сакаме во самите училишта да се создаде култура на учење помеѓу наставниците, бидејќи она што го бараме од учениците да бидат ученици кои што ќе учат доживотно, мислам дека тоа е истото така и од самите наставници. И овие заедници за учење всушност представуваат една професионална група за поддршка на самите наставници. Во неа тие можат самите да разговараат за тоа што е проблем, да разменуваат мислење. Значи, она што наставниците можеби и го прават индивидуално, меѓутоа ние сакаме да го достигне, да го направиме на едно ниво, да тоа да стане една секојдневна пракса и на тој начин да се создава во училиштето култура на учење, самото училиште да стане една заедница која што постојано ќе учи. Покрај проценката на вештините, проектот нуди интересни и креативни активности за најмладите ученици со цел да го зголеми, како што кажавте, нивниот интерес за читање и учење, математика. И за математика и за јазик. Да. Но кои се тие кога е математиката во прашање? Тоа споминавме ли или може да докажеме уште нешто? Кога е математиката во прашање, ние имаме активности кои што се однесуваат на посета на училиштата со познати личности. Познати личности, спортисти, актери, музичари, пејачи, значи заедно со нашите колеги од проектот ги посетуваат училиштата и имаме смислено интересни активности низ кои што се учи низ игра. Значи тоа се математички активности, меѓутоа и јазични активности. Значи читаат познатите личности заедно со децата, зборуваат за тоа колку е важно да се чита и колку е важна книгата понатаму во животот. И децата многу убаво ги примаат овие активности, бидејќи секогаш е убаво да дојде некој кој што е позната личност, па досега биле, не знам, Наумче Мојсовски, Сашко Коцев, Горас Цветковски, Кристина Арнаудова, значи многу познати личности. Во последно време беа и амбасадорот на Америка исто така гостуваше во едно училиште, односно во еден центар, така што овие средби се секогаш забавни. Освен тоа, понекогаш со познатите личности имаме и едно патувачко комбе, кое што е подвижна библиотека на тркала, како што ја викаме ние, која што е комплетно уредена внатре како библиотека и интересна е и однадвор и однатре, и за децата секогаш представува многу голем забава, да. Да, и учење забава во ист. Всушност тоа е најбитно, да биде учењето да биде забавно, односно учењето да биде низ игра, бидејќи за децата од оваа возраст, од раната возраст, тоа е единствениот начин на кој што тие може да учат. Работите на создавање на дигитална библиотека за поголема достапност на се во ова на сите. Како? Каде таа е достапна? Каде можеме да ја најдеме? Ние имаме околу 20 на сликовници досега снимено, тие ги имаме и во аудио верзија, значи, и се достапни на нашата веб страна www.stepbystep.org.mk. Имаме по едно подрачје библиотека и таму се достапни овие сликовници, така што тие се достапни за секој оној кој што ќе ја посети нашата веб страна. Ние сакавме тие да бидат достапни не само за учениците кои што одат во училиште, туку напротив, како што реков, сакаме и целата заедница да ја свати важноста од книгата, така што сите оние кои што сакаат да ги слушнат на нашите сликовници и да ги видат, можат слободно да ја посетат нашата веб страна и да ги тие се снимени на македонски, на албански јазик, и тоа и повторно се снимени од наши познати актери, и на тој начин сакаме да им ги доближиме. Повторно забава и учење заедно. Да. Како родителите, зборувавме за учениците, зборувавме за наставниците, како родителите пак се вклучени во целиот овој проект? Ние досега имавме направено неколку работилници со родителите во училиштата за, например, како да прават сликовници со децата. Значи, како од едноставни материјали, како на теми кои што им се интересни на децата да се направат сликовници. Такви работилници имавме и за математика и за јазик, за мајчин јазик, и тие ги правевме досега во околу 43 училишта, во училиштата кои што беа од првата и од втората фаза. Освен тоа, родителите се секогаш добредојдени и секогаш ги посетуваат и нашите
посети заедно со библиотеката на Тркала и исто така ги носат децата во детскиот креативен центар, кој што е уште една наша активност во рамките на последната компонента која што ни е вклучување на заедницата и семејството. Да. И колку сте задоволни сега? Треба да прашам колку сте задоволни вие како некој? Па сме задоволни, сме задоволни, меѓутоа она што е важно е дека ќе имаме уште простор за да остваруваме нови активности. Проектот ќе продолжи до крајот на 2017 година и до тогаш имаме доста работа. Треба да ги вклучиме сите преостанати училишта, треба понатаму да направиме некакви стандарди кои што ќе се однесуваат на јазичната писменост. Се надеваме дека ќе имаме можности уште некои нови дигитални сликовници да направиме и уште се разбира многу посети во училиштата. Би сакале многу повеќе да ги посетуваме училиштата во селските средини, бидејќи тие дечиња во селските средини имаат навистина многу помалце можности да видат одблиску се во зашто зборуваме, да. И да видат што значи една добро опремена библиотека, да се сретнат со некои познати личности. Така што тоа е она што ни предстои во следниот период. Така е, добро. Кажавме дека до 2017 ќе трае овој проект, а која е целта? Има ли некаква зададена цел од вас? Па да, имаме цел, значи, да направиме и некакви стандарди и како што реков, да ги подобриме. Да ги подобриме оние... Да. Ние сега во наредниот период ќе се фокусираме повеќе на обуките за наставниците и на работата на овие заедници за учење, во кои што наставниците самите веќе ќе ги имаат идентификувано проблемите заедно со нас и ќе можат да работат на подобрување на тие проблеми. Она што е битно, како што реков, е дека мораме децата да ги научиме да разбираат повеќе и да го изразуваат своето мислење. Значи, некакво критичкото мислење е многу битно, а за тоа наставниците би требало повеќе да работат со нив, да им поставуваат отворени прашања, меѓутоа не само наставниците, туку и родителите мораат со нив, мораат постојано да читаат, да работат со децата. Така, ви благодарам за учеството во утринската и се надевам дека кога ќе дојдете следниот пат ќе има подобри бројки. Верувам и јас дека ќе имаме подобри резултати.